Почитувани медиуми и пошироката јавност, во пресред на почетокот на вториот дел од оваа надпреварувачка сезона 2018-2019 година, ја свикавме оваа пресконференција на која ќе ви ги презентираме нашите досегашни успеси и ќе ви ги представиме промените кои ги направивме пред предстојната полусезона. Оваа година, како што веќе знаете, се играше во две групи, каде најдобрите 4 од двете групи играат во втората полусезона и се надпреваруваат во плей-оф фазата. Напорната работа на клубот со освоеното трето место во една од потешките групи, каде што беа сместени и Работнички и Металург, не доведе до таа плей-оф фаза, каде оваа полусезона ќе надигруваме со најдобрите. Претходниот викенд се одигра и осмина финалето во ракометниот куп на Македонија, каде со победата над Преспа и Младост од Богданци стигнавме до следната фаза, каде во месец април ќе надигруваме со најдобрите клубови, вклучувајќи го и европскиот првак Вардар, за освојување на Купот на Македонија. Упорноста на членовите на управата, макотрпната работа на тренерите и посветеноста на играчите, ве уверувам дека овој клуб го носи и ќе го носи кон големи победи, на која целокупната кавадаречка јавност ќе се радува. Искрено се надевам дека ќе имаме успешно одиграна предстојна полусезона, со голем број на успешно организирани и домашни и гостински надпревари, каде веќе утре во 18 часот одиме на гости кај Вардар од Неготино, каде не размислуваме за ништо друго освен за победа. Пред се промена направивме на тренерската позиција. Не го продолживме понатаму договорот со Драган Сукара и се решивме за тренерски состав од домашен кадар. Некако палката да ја преземе најискусниот Димитар Влаинков, а тука веднаш до него да бидат, како и досега, Борче Ѓорѓиев и сега Милан Левов, кој од здравствени причини не ќе може да и помогне играчки на екипата во овој период, но секако со работа со играчите тука е подготвен да помогне. Очекуваме таа тренерска позиција да биде засилена и со некои други поискусни играчи кои покажуваат такви афинитети. Пред се, тука мислам на капитенот на екипата Илија Грозданов, кој исто така на тренинзите му се дава шанса да води дел од тренингот и да се наметне во овој дел. Целта е јасна, да покрај играчкиот кадар создадеме и свој тренерски кадар, бидејќи без тренери нема ни создавање на играчи, нема напредок, нема прогрес. Задоволни сме од она што беше сработено во овие месеци и половина и се надевам дека екипата е подготвена веќе за првото коло од надпреварувањето во првата македонска лига, каде што не очекува едно градско дерби кое секогаш носи набој, секогаш носи еден посебен мотив да се игра и се надевам дека она што е работено ќе го преточиме и на теренот. Иако треба да се биде искрен и да се каже дека можеби најдобрите постигнувања екипата треба да ги има некаде после третото, четвртото коло, кога и уиграноста ќе биде поголема и се надевам дека некоја рутина на работа веќе ќе ја постигнеме. Што се однесува до играчкиот ростер, тука имаме засилувања. Во договор со ракометниот клуб Металург на позајмица се двајца играчи. Тоа е тука присутниот Огњан Савковиќ и Илија Меловски. За жал, Илија доживеа една непријатна повреда, која 3-4 недели ќе го оддалечи од теренот и се надеваме дека брзо ќе ни се приклучи и ќе го подигне квалитетот на екипата. Инаку се работи за левбек, Огнен левбек, додека Илија е кадетски репрезентативец на Македонија и среден бек. Покрај нив, тука како засилување сега за постојано е Димитар Минов, кој во изминатите година и пол ги бранеше боите на ГРК Тиквеш, меѓутоа како играч со двојна регистрација од ракометниот клуб Борец од Велес, меѓутоа сега веќе е наш играч и од оваа полусезона е регистриран за Тиквеш. Што се однесува до некои други актуелности во клубот, кои се однесуваат на организацијата и обезбедувањето на една финансиска конструкција за негово нормално функционирање. Веднаш морам да кажам дека локалната самоуправа оваа година за 100% го зголеми буџетот предвиден за ракометот.
односно за ракометниот клуб, така што изразуваме една јавна благодарност за тоа. Мислам дека со овие напори што ги правиме со игрите од првата полусезона, некако успеавме барем малку да го свртиме вниманието. Имаме нови спонзори кои ќе помогнат и преку оној проект за даночно поттикнување на спортот. За жал, она што ни беше како концепција сработено за да влеземе во оваа година, малку се измести, бидејќи се направи промена во законот за данокот од добивка, која го предвидува даночното поттикнување на спортот и се воведе систем на ваучери. Со оглед на тоа што во моментот се распишани председателски избори, некако и трансферот на средствата од локалната самоуправа, но и аплицирање за ваучерот до Агенцијата за млади и спорт е во мирување, така што ни предстои една борба на управата да обезбедиме средства бар за овој почетен дел на сезоната, да ги исполниме сите обврски кои што ги имаме, а пред се кон играчите. Она што е договорено мора да се исполни и управата ќе обстои на тоа. И во тој контекст мислам дека имаме поддршка и дека тоа многу брзо ќе го реализираме. Очекувањата од оваа полусезона се големи, не толку во резултатска смисла, колку да конечно клубот добие еден препознатлив начин на игра. Значи да го подигнеме нивото на играта, да што повеќе млади играчи ги воведиме во првиот тим, и да имаат позначајна улога во истиот, и конечно една од целите која ќе биде за приоритетна на почетокот на за почетокот на следната сезона е тоа да ја воспоставиме нашата младинска школа, значи младинските погони да ги воспоставиме. Во овој момент имаме околу 40 младинци кои што се директно под капата на ГРК Тиквеш од различни возрастни категории. А исто така ги користиме, односно се надпреваруваат за нас и младите ракометарчиња од ракометна школа на Кире Василев. И таму, односно тоа е Металург јуниор или Тиквеш јуниор, меѓутоа во рамките на системот на Металург. Некаде вкупно околу 110 млади ракометари се во тој систем на младински школи. Се надеваме дека тоа ќе го окрупниме, ќе го обединиме и ќе го ставиме под наша капа и истовремено тоа ќе биде можност и за едукација и работа, стекнување искуство и на оние сега повозрастни ракометари кои што настојуваат да пловат во тренерските води. Јас не би должел повеќе, една поддршка ни е потребна од страна на Кавадарци, градот Кавадарци и општините кои гравитираат кон него. Не чека дерби надпревар, кој исто така ни е потребна поддршка и се надевам дека со заеднички сили ќе успееме да го израдуваме градот, ако бар оној дел кој што го сака ракометот. Ова е четврти пат што се враќам како тренер во Тиквеш. И сега моментално ми е најтешко. Зошто? Затоа што годините ме најаја. Тоа е една работа. Друга работа, па ја не се продавам. Еден од вашите новинари тука присутен ме пита еднаш до кога. Додека сум здрав и жив и додека ме поштувате, ме сакате. Тоа е една работа. Друга работа. Концепцијата се прави у спортот ако се тренира. Ние почнаме на 14 јануар, а нашите услови за работа беа катастрофални. Зошто го викам тоа? Затоа што ние имаме една сала феноменална, али многу ладна. Тоа да го издржиш и да тренираш таму се граничи, не знам со што да ти кажам. Али тоа беше јануар и нешто малце почетокот на февруар. И да речем цел февруар се работеше многу убаво и комплетно се работеше. Цел февруар сум задоволен, можем да кажем презадоволен. Концепцијата на играта е победа. Сека утакмица победа. Ја не верувам некој тренер или некоја управа да не сака победа. А најмногу сакаме со Вардар Неготин. Па ќе видиме утре што ќе направиме. Дечките се многу добри, уште малку му треба да се уклопат, а пред малку кажа и Зоки, нашиот ростер, што го имаме ние сега моментално, има тројца играчи со 33, 34, 35 години.
Има еден играч 26 години, двајца играчи се 23, 24, други се сите се испод 20 години. Можете да замислите која е таа убавина. Ни за една година, 2 години ќе имаме страшна екипа, ако работиме вака, како ще се работи и ако имаме услови за работа. Тие бекови ще ги имаме, еден мора да играе среден бек. Додека не се опораве детето што е Илија од Скопје, али малко е и Илија наш, Грозданов повреден. Што имаме тоа е, од нашиот ростер тоа ќе го правиме. Сега за сега. Друго немаме, мислам, друг сега моментално немаме и не можеме да имаме, затоа што сите се завршени прелозни рокови. Јас у Неготино имам и како играч многу играено и како тренер на утакмици во Дено. Мене ме е потполно јасно утре што ќе биде. Ние мора да бидеме смирени, мораме да си ја играеме нашите игри до сега што ја вежбаме. Ако сега можам да ви кажам, двете утакмици што изигравме некња у неделата за купот во Гавгелија, нарошто првата утакмица, ако изиграеме првата утакмица и тоа претежно првото по време кога што играеме, ќе нема проблем. Тука знаеме дека ќе има многу голем притисок и од публика и од се. Сега јас знам што се тие, какви се тие притисоци, морам да го издржиме тоа. И затоа имаме и постари играчи и помлади играчи, така да мислам дека ќе се издржи. И на крај на краиштата спорт е воа. Ја така го сваќам, спорт, али секој спортист и секој тренер и секоја управа сака да победи. Па и ние сакаме да победиме утре. Ако победиме, мислам дека ќе биде многу поубаво, за тоа што понатака ќе биде уште поубаво.